Последна вест, телевизија Кочани денеска го доби одговорот од рудници САС во кој стои: почитувани, ви благодариме за вашиот интерес околу актуелната состојба поврзана со рудник САС. Воедно се извинуваме што со задоцнување ви одговараме на вашето барање. Во овој период, сите стручни и раководни лица од рудник САС се максимално посветени на решавање на последиците од краткотрајното испуштање на јаловишен материјал во локалниот речен тек, што се случи на 14 септември. Конкретно во овој период ние ги преземаме следните активности. Во тек се активностите за санација на постројката кои треба да обезбедат нејзина трајна сигурност и така натаму. Меѓутоа, во дописот нема одговор на суштинските прашања за жителите во Кочанската котлина, а тоа се: иако речното корито до извесен степен веројатно ќе биде исчистено, што ќе се случи со оловото и цинкот кои веќе десетина дена се влеваат во Калиманци? Од тука за граѓаните на Кочани и по течението на реката Брегалница е од посебна важност одговорот на прашањата кои елементи, метали ги содржи јаловината, колку истите се отровни и какви последици може да имаат врз животната средина, односно до каде можат да стигнат последиците. Затоа, имајќи разбирање за вашата ситуација и обврските, ќе очекуваме термин за разговор на овие теми, стои во реакцијата на телевизија Кочани.